Денес е 3 март, петок. Почитувани гледачи, ги следите регионалните вести на телевизија КИС. По повод 3 март, денот на општина Тетово, личности, здруженија и организации денес бе одликувани со посебни признанија. Свечено одбележан 3 март, денот на општината. Единствено на овој ден локалната самоуправа се сеќава на постигнатите резултати на тетовци во разни области од секојдневниот живот, преку кои го афирмирале градот. Игор Томецки и Орхан Багашов се можеби најмладите добитници на вакви признанија годинава од областа на науката. Меѓу наградените беа и новинарката Санта Србиновска и женското трио Шербет од областа на културата. Секоја награда значи многу, дали се работи во новинарството или се работи во некоја друга сфера. Како и да е, оваа награда е поттик за мене, но и поттик за колегите да продолжат со својата работа, да истраат во предизвиците кои што ги носи новинарството со себе и да обезбедат свое место, свој простор во општественото живење, соопштувајќи убави вести, но и соопштувајќи го она што би носело напред во животот, просперитет и економски развој. Како и да е, оваа награда ми доаѓа во некако период кога ги навршувам оние 55 години живот, но и 31 година веќе работа во новинарството и се надевам дека е и поттик да им ги пренесам сите искуства на помладите, за да знаат дека новинарството е тешка, макотрпна, но убава работа од која што велат тешко се излегува. Големо задоволство е што еден млад човек, млада личност како Игор Томецки е добитник на ова признание од градот Тетово во областа на образованието и науката, и нескромно ќе кажам како родител дека навистина е во вистинските раце оваа награда и многу ми е мило поради тоа, затоа што Игор уште од мали нозе со тетовската младина твори, создава, креира долгометражни филмови, краткометражни филмови, театарски представи, кинопроекции, и со тоа го подига нивото на културата во нашиот град. А воедно, градот Тетово минатата година, морам да истакнам, беше единствен град на Балканот, каде што беше проновирана, споделена Нобеловата награда, на која што е Игор двократен добитник, а со тоа беше единствен град на Балканот во кој што имаше презентација на Нобеловите вредности, на говорот на Алфред Нобел, а исто така Игор се потруди и да се врати киното во нашиот град повторно, каде што беше прикажан краткометражен филм со силна порака до младите за семејните вредности. Со задоволство сметам, од се срце се надевам дека Игор и понатаму ќе ги потикнува младите за да продолжат во оваа област да креираат и да создаваат, и се надевам и знам дека на Игор му е оваа награда посебно драга, затоа што доаѓа од родното Тетово, во кое што ги има создадено сите поголеми своји проекти. Благодарност до општината. Многу ми е мило што како прво ме одбраја како најдобар ученик во општина Тетово, посебно за науката. И се надевам дека ќе продолжам со успеси, како што и сум почнал. И што истото доаѓа од општината и ќе биде чест и ќе биде поттик за наши идни успеси. Овој општински празник се празнува откако во 2003 година како Ден на општината беше прогласен 3 март, датум на кој во 1992 година беше конституиран првиот повеќепартиски општински совет. Унапредување на заштитата од дискриминација на локално ниво во општина Тетово е насловот на тркалезната маса во организација на Асоциацијата за здравствена едукација и истражување ХЕРА. Во рамки на тркалезната маса беше промовиран видеоспот преку кој беа прикажани 3 вида на дискриминација. Спотот е изработен во рамки на кампањата. Ако вообичаено не значи дека е праведно 3 пати мери еднаш сечи, но никогаш не дискриминирај. Целта на кампањата, како што велат од невладината ХЕРА, е потребата од постојано потсетување на јавноста за препознавање и пријавување на случаи на дискриминација, особено на локално ниво. Спотот се состои од 3 сцени кои што адресираат 3 области и основи на дискриминација. Првата е дискриминација врз основа на род при вработувањето,
односно оној проблем со кој што се уште се среќаваат жените при вработувањето, а тоа е бременоста. Бременоста сама по себе не е проблем, него за жал е проблем за работодавците, кои што најчесто ги отпуштаат или избегнуваат да вработат жени кои што се во репродуктивен период. Вториот основ е дискриминацијата врз основа на социјален статус. Свесни сме дека постои како голема сиромаштија во Македонија и луѓето се осеќаат се повеќе дискриминирани врз оваа основа. И последната сцена е вознемирување врз основа на сексуална ориентација и родов идентитет во училиштата. На тркалезната маса присуствуваше заменик на родниот правобранител Ирина Стојановска и Беким Кадриу, представник од Комисијата за заштита од дискриминација, кој се дел од овој проект. Секој човек, секој поединец е значаен и било која форма на дискриминација да се појавува, ние мора да постапиме по низ и да ја третираме претставката како таква, еднаква како и сите други. Сепак доминира, да речеме, представки имаме по дискриминација по основ на етничка припадност, по основ на пол, најчесто поради бременоста на жената, најчесто во работните односи, поради сексуална ориентација, поради возраст, поради политичка припадност и слично. Во кампањата вклучена е коалицијата Сексуални и здравствени права на маргинализираните заедници, Министерството за правда, како и општините Куманово, Штип и Струмица, каде треба да се основаат координативни тела за заштита од дискриминација. Православните христијани утре ја чествуваат Тодорова сабота. Верниците ќе пристапат кон првата причест од почетокот на Великденскиот пост. Црквата подучува дека по причестувањето потребно е да се продолжи со постот се до празникот на Христовото воскресение. Верниците од православна вероисповест утре ја чествуваат Тодорова сабота. Утре тие ќе пристапат кон првата причест од почетокот на Великденскиот пост. Ако верникот не е крстен или живее во невенчана брачна заедница, не смее да пристапи кон светата тајна причест. Епитетот Тодорова сабота го добило имено по еден настан кој се случил во овој ден, едно чудо кој што го направил светиот великомаченик Теодор Тирон, кој што пострадал во 306 година заради верата Христова и кој 50 години после своето маченичко страдање и маченичка смрт направил одредено чудо токму во првата седмица од Великиот пост. Имено императорот Јулијан Отстапник, кој што владеел 50 години после смртта маченичка на светиот великомаченик Теодор Тирон, бил христијанин кој што отстапил од верата и затоа го добил епитетот Отстапник. Во тоа време се договорил со градоначалникот на Цариград сета храна што е по пазариштата, зборуваме за постна храна, бидејќи било исто во ова време, да речеме, првата седмица од Великиот пост, да биде попрскана со крвта од жртвите кои биле принесувани на идолите во незнабожечките храмови и така христијаните, не знаејќи да биде осквернети да го прекрша постот. И во тој момент светиот великомаченик Теодор му се јавил на архиепископот на Цариград, укажувајќи му, велејќи му христијаните да не јадат од храната што е по пазариштата, бидејќи е попрскана со крвта на идолските жртви, но нека јадат пченица и мед. И така на некој начин се распространила употребата на коливото во православната црква. Црквата понатаму налага христијаните да се исповедаат за сите своји гревови и да се покаат пред да го започнат постот. Потоа кон света причест не треба да пристапува оние кои не се исповедале. Нужно е оној кој сака да се причестува со телото и крвта Христови, да си има свој свештеник духовник, кај кого ќе ги исповеда своите гревови и слабости и кој ќе му дава совети како да расте, како духовно да се подкрепува, како да се издигнува, бидејќи духовниот живот е пред се борба со страстите, гревот и слабостите во нас. Потоа, оној кој се причестува, треба духовникот ќе му одреди и молитвено правило, да се моли, да чини добродетели, да живи еден целовкупен христијански живот, па потоа, во зависност од неговиот труд
и од проценката на духовникот да се причестува со светите тајни Христови. И тоа не да се пристапува кон причеста кампањски, само на Тодорова сабота, еднаш во годината или два пати. Ние сме повикани почесто да се причестуваме. Свештеникот на секоја света литургија излегува и вели со страв Божи, вера и љубов пристапете. Значи, повикани сме да се причестуваме често. Првите христијани на секоја литургија се причестувале, но потребно е да ги знаеме овие работи. Треба да се постат сите пости, треба човекот да се исповеда редовно за своите слабости, треба да се моли со молитвено правило, треба да чини добродетели, да се моли, да се бори со своите страсти и со еден таков целокупен христијански пристап и христијански живот ќе може да се причестува почесто, а тоа ќе го одреди духовник. Православната вера подучува дека строгото одрекување од храна од животинско потекло и од маслото не е доволно, ако верникот нема верба и по причестувањето не пости се до празникот на Христовото воскресение. Како што посочи отец Александар Стојановски, ниту еден вистински верник не смее да си дозволи пост само по форма, од други причини или затоа што другите така прават. Не само храната и постот да ни биде потик, бидејќи православниот човек и кога не е пост, во мрсните периоди, доколку ги пости сите пости, среда и петок има духовник, сето тоа што го рековме, може и во мрсните периоди да се причестува. Затоа не треба храната да ја ставиме како центар на нештата. Луѓето често пати велат испостев без зејтин, а не се запрашуваат дали имаат смртни гревови кои делат од причест, како што е абортусот, како што е одењето по бајачки гатачи, како што е блудот, како што е живењето во невенчана брачна заедница и многу други гревови. Многу луѓе не знаат да изговора Оче наш, ниту го знаат символот на верата на црквата, а само ќе испостат без зејтин, ќе се причеста и потоа се мрси. Значи, оној кој се причестува треба да знае дека треба и целиот пост да го пости, а не да се причести и веќе наредниот ден да го прекрши постот, јадејќи месо и така натака. Постот е прочистување на духот и телото кое ќе му овозможи на верникот да живее христијански живот и да пристапи кон правење добри дела. Во Гостивар се одржа обука за наставниците по англиски јазик околу работата и активностите на волонтерите на Мировниот корпус во наставата по англиски. Заинтересираните училишта кои сакаат да примат волонтер може да се пријават до 25 март. Наставниците по англиски јазик од училиштата на Гостиварското подрачје денес имаа можност да се запознаат со активностите и работата на американските волонтери во образованието. Настанот го организираше Мировниот корпус, а пред присутните наставници беше презентиран и новоотворениот повик, преку кој училиштата може да аплицираат за вклучување на волонтерите во наставата по англиски јазик. Целта на обуката е да се презентираат различни активности и интерактивни методи на наставата по англиски јазик. Ги имаме поканата сите наставници по англиски јазик, исто така волонтери на Мировен корпус кои што се во регионот на Гостивар. Фасилитатори на обуката се волонтери и соработници кои што се веќе 2 години во Македонија кои што работат. Моментално Мировен корпус има отворен повик за аплицирање до сите основни и средни училишта. Повикот завршува, односно дедлајнот за аплицирање е 25 март. Ги покануваме сите училишта, основни и средни училишта, кои што се заинтересирани да земат американски волонтер, кои што би работел со наставниците по англиски јазик во нивните училишта, да се приклучат и да аплицираат. Програмата за вклучување на американски волонтери во училиштата се реализира со поддршка на Министерството за образование. Освен за училиштата, повикот на Мировниот корпус се однесува и за вклучување на волонтери во локалните самоуправи, невладини организации и здруженија. Рокот за пријавување на заинтересираните трае до 25 март. Во Гостивар моментално се ангажирани 3 волонтери во училиштата и во општината. Како да се подобри бизнис климата во Тетовскиот регион, разговараа представниците на овдешните компании кои се дел од Сдруженијето на работодавачи Бизнис Конфедерација. Пред извесен период ние правевме истражување во врска со состојбите околу водењето на бизнис. Меѓутоа, сега веќе во позиција на
така кажано локални избори и нормално се уште сме пред формирање на владата, добро е да бидеме подготвени со новите барања. Така да оно што го имаме слушнато од бизнис заедницата, ќе биде добро да го разговараме повторно. Ова е една од средбите кои ги правиме низ Македонија, за да можеме понатаму повторно со нови предлози или со подобрени моментални чувства да настапиме пред новата влада. Нормално генерално правевме ние истражување за одредени точки, како што е секогаш горливиот проблем со пристапот до финансии, со нелојалната конкуренција или со на некој начин сивата економија, потоа владењето на правото или пак на некој начин и честата промена на закони, бидејќи компаниите не секогаш имаат можност да ги следат или да ги проучуваат законите. И нормално потикнување на предприемачката култура, односно потикнувањето на отварање на нови бизниси. Тоа е генерално состојба и позиција не само на цела Македонија, туку и тука локално во Полошкиот регион, ќе наречем. Полицијата има регистрирано семејно насилство кое прераснало во тепачка. Од полицискиот билтен издвојуваме сообраќајка на автопатот Тетово-Скопје, а регистрирано и едно мртво лице, кое претходно било пронајдено обесено во својот дом во село Раотинце. 38 годишна жителка од Тетовско долно Палчиште вчера вечер околу 19 часот пријавила семејно насилство што по Пладнево го извршиле нејзиниот сопруг и неговата мајка. Според незината пријава, таа подолго време психички и физички била малтретирана од сопругот и вчера попладне отишла кај родителите уште еднаш да ги запознае со тоа. Набрзо потоа, заедно со незиниот татко се упатиле кон незиниот семеен дом. Најпрво сопругата неколку пати со топаници по главата и телото била удрена од сопругот, пошто започнала физичка пресметка помеѓу сопругот и незиниот татко, во која била употребена и метална палка. Во тепачката се вмешало и свекрвата, која повеќе пати ја удрила снаата по главата и грбот, пошто двајцата со таткото и синот заминале од куќата. Сите инволвирани повикани се во полициската станица Тетово и по целосно расветлување на случајот ќе следуваат соодветни поднесоци. 70 годишникот Тетовското село Ротинце вчера околу 16 часот и 20 минути пријавил дека во помош на просториот дворот на семејната куќа на дрвена греда го пронашол обесен неговиот 41 годишен син. Јавен обвинител екипа од ЦВР Тетово и лекар по судска медицина извршиле комплементен увид од местото на самоубиството, а по наредба на јавен обвинител безживотното тело предадено му и на семејството. На автопатот Тетово-Скопје патничко возило БМВ со тетовски регистарски таблици управувано 46 годишник од Шемшово. Вчера околу 20 часот излетело од коловоз, удрило во метална заштитна ограда и оштетило близу 30 метри од истата. Од излетувањето до ирањето, возачот задобил телесни повреди, пренесени во Тетовската клиничка болница и покажаната помош пуштена на домашно лекување. Првичните информации говорат дека причина за сообраќајката е неприлагодена брзина, односно пребрзо возење, додека материјалната штета се проценува на 40.000 денари. Инаку изминатите 2 месеци на Тетовскиот дел од автопатот Гостивар Тетово-Скопје се случиле вкупно 30 сообраќајни незгоди, пред се поради неприлагодена брзина, но и предизвикани од животни, најмногу од кучиња бездомници. Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги го осудува вчерашниот вербален напад врз новинарот Борјан Јовановски. Како неколку пати досега повторно апелираме да не се омаловажуваат и навредуваат новинарите поради вршењето на нивната професија, соопштуваат од агенцијата. Додаваат дека за различните мислења и ставови во едно демократско општество треба аргументирано да се разговара, а улогата на медиумите и новинарите во тој процес, како што велате, од суштинско значење. Специјалното јавно обвинителство подготвува жалба на решението за неизрекување мерка притвор за осомничениот во случајот Труст. За втората мерка, определените мерки на предпазливост, СЈО нема да реагира затоа што првичното барање за притвор беше сменето во текот на рочиштето кај судија на претходна постапка. За барањето притвор за директорот на Трансмед Сеат Кочан, судијка беше Даниела Димовска, а мерките за предпазливост за Василија Вировиќ ги определи судијката Сандра Крстич. Кочан и Авировиќ се осомничени за фалсификување документи со кои добиле тендер од 17,2 милиони евра од
Белем за ископ на јаглен и јаловина од рудникот Суводол. Сите три фирми на тендерот настапиле како конзорциум, а главен носител била Трансмет. Јас лично сум против промена на уставот, промена на химна, знаме, грб. Со вадење на народ на улица, ВМРО ДПМН сака да создаде заштита на бандитизмот под превезот на себезаштита. Груевски ја навлекува Македонија во подлабока криза, изјави лидерот на СДСМ Зоран Заев во првото интервју по изборите за 24 отворено. Не е разговарано за никаква платформа. Со Ахмети разговаравме како да се вратат парите назад. Будалештини се дека ќе бидат казнувани тие што не зборуваат албански јазик. Во моментов 33 општини се двојазични. Ги манипулираат луѓето дека се воведува двојазичност или дека парите ќе бидат двојазични. Такво нешто нема, рече Заев. Тој е уверен дека на крајот председателот Ѓорги Иванов ќе му го даде мандатот, бидејќи како што вели, така е исправно, а како следен чекор најави избор на председател на собранието. Едно од решенијата, можам слободно да го кажем, е премногу очигледно. Парламентот може да избере председател на собранието. И тука нема никаква допирна точка со Ѓорги Иванов или со било кој. 67-те мандата барем гарантираат дека може да се избере со мнозинство гласови председател на собранието. И тоа е еден од известните чекори кои што ќе доаѓат. Тоа во моите планови, во плановите на Ахмети и на другите политички партии беше дел од пакетот за кој што се разговара. И немаме разговарано. Веројатно Ѓорги Иванов сега не турка да барем тоа прашање го решиме и го направиме следниот чекор. И една од очигледните работи што следуваат е токму тоа. Не би сакал да одам до крај заради тоа што секогаш претранспарентноста на СДСМ можела понекогаш да се злоупотреби за лоши работи. Кошаркарскиот клуб Тетекс во недела го игра најновиот првенствен надпревар од втората лига. Се среќаваат со екипата на Водњански лисици. Ово е надпревар второ коло од Македонска втора лига кошарка. Играме со еден надпревар со Водњански лисици. Лисици исто еден кандидат за влегување во прва лига. Ќе биде еден тежок надпревар. Водњански лисици е една искусна екипа, минатата година играше и во прва лига. Има солидни играчи, има добри играчи што се надпреварале во прва лига. Меѓутоа Тетекс како Тетекс е клуб кој што на секој надпревар оди на победа, така да во првото коло направивме еден добар резултат. Ја победивме екипата на Феникс на гостински терен 20 разлика. Малку ни се врати само до вербата на екипата, бидејќи после тој пораз што го направивме, после едно добро полувреме, што го направивме со Радовиш, после еден голем пат во второто полувреме, се вративме и направивме една добра победа и се надевам дека сега на делниот надпревар ќе се покажеме во вистинско светло и дека би требало да направиме еден добар резултат. 8 рудари загинаа, околу 20 други се водат како исчезнати по експлозија на метан во рудник за јаглен во западниот украински реон Лавов. Управата на рудникот соопшти дека експлозијата се случила денеска околу пладне по локално време, на длабочина од околу 550 метри под површината на земјата. Турските власти ја обвинија Германија за двојни стандарди откако властите на германскиот град Гагенау го попречиле турскиот министер за правда Бекир Боздаг да се обрати на приврзаниците на турскиот председател Реджеп Тајип Ердоган. Од Турција порачуваат дека Берлин мора да научи како да се однесува доколку сака да одржи односи со таа земја. Сириската војска, поддржана од Русија, целосно ја презела контролата врз античкиот град Палмира од милитантите на Исламската држава, потврдиле властите во Дамаск и во Москва. Војската на Сирија и други провладени сили, според извештаите, навлегле во градот и ги потиснале милитантите на Исламската држава, со што ставиле крај на втората окупација на Палмира од страна на џихадистичката група.
Шкотскиот прв министер Никола Старџен во Единбург изјави дека владата на премиерот Тереза Меј нема мандат во Шкотска и е без демократска база за да не извлече од Европската Унија и од заедничкиот пазар на Унијата. Острата реакција на Старџен доаѓа по критиките што Меј ги изрече на сметка на шкотските сепаратисти во владеачката Шкотска национална партија околу навестувањето дека владата во Единбург се подготвува за покренување иницијатива за втор референдум за независност. Поранешниот египетски председател Хосни Мубарак е ослободен од обвинението за соучесништво во убиствата на демонстрантите во 2011 година, кога се случи восстание на кој тој беше соборен од власт. Со одлуката на Касацијскиот суд се става крај на процесот што почна пред 5 години. За време на 18-дневното восстание беа убиени околу 900 демонстранти. Полскиот пратеник Јануш Карвин-Мике предизвикал контраверзии за време на својата дискусија во Европскиот парламент, кога рекол дека жените се премногу мали и слаби за да имаат исти плати како мажите. Секако дека жените треба да заработуваат помалку од мажите бидејќи се послаби, помалку се неинтелигентни се и мораат да имаат помали плати, рекол пратеникот од Полска. Неговите коментари наишле и на бројни осуди на социјалните мрежи. Времето денес беше сончево со умерена облачност, дуваше умерен северен ветер. Утринската температура се движеше од -1 до 1 степен, а дневната од 13 до 18 степени. Според прогнозата на Управата за хидрометеоролошки работи, времето утре ќе биде сончево со умерена облачност и релативно топло. Утринската температура ќе се движи од 0 до 2 степени, а дневната од 17 до 19 степени. Тука е и крајот на денешните регионални вести. Ви благодарам за вниманието и пријатно.